Почитувани граѓани, почитувани медиуми, вчера ја имавме најсмешната Монти Пајтон ситуација, каде што власта, предводена во овој случај од Оливер Спасовски, како министер за внатрешни работи, пред лицето на јавноста, пред камери од медиуми, заштити криминал. Вчера полицијата и Оливер Спасовски ги сокрија дивите копачи на криптовалути во јавното предпријатие Градски трговски центар, ГТЦ, каде што изминативе 4 години под палка на СДСМ краделе струја и користеле простори струја од ГТЦ да се обогатат со стотици илјади, а можеби и милиони евра преку копање на криптовалути. А минувањето на ова крадење струја од страна на коалиционите партнери на Зоран Заев, информациите говорат дека се на семејството Бајрам, кои што се во коалиција со СДСМ. Очигледно е поддржано од директорот на ГТЦ и од председателот на одборот на директори на ГТЦ. Интересно е што председател на одборот на директори е господја Трајанка Тасевска, чиј сопруг е директор на Бирото за јавна безбедност при Министерството за внатрешни работи. Тоа е Сашо Тасевски. Истата господја е председател и на форумот на жени во СДСМ во Кисела вода. Сега, интересно е што вчера полицијата, замислете, не можеше да ги пронајде машините за копање криптовалути по претходна пријава нормално, со точно дадени информации, односно, или она што се случи, полицијата вчера ги заштити дивите копачи кои што краделе струја од ГТЦ. Дали Оливер Спасовски и Сашо Тасевски, кој по нарачка на неговата сопруга и директорот на ГТЦ од СДСМ Ѓоко, ја повлекле полицијата и излегува со информации дека најпрви не пронашле машини. Малку подоцна, откако полицијата е повлечена од страна на овие луѓе, потоа собствениците со комбиња, се гледа на слики, на видео од страна на медиумите, ги изнесуваат машините, така наречени ригови за копање криптовалути, со бели комбиња до доцна во ноќта. Кој знае колку машини имало и кој знае колку струја е испокрадено изминативе 4 години. Зошто се дислоцирани машините ако е се легално како што велеа во МВР? Каде се однесени? Каде се однесени тие машини и дали сега се наместени во други институции, каде што на истите места можеби крадат повторно струја? Зошто не се уапсени собствениците, како што изминативе месеци бевме сведоци во медиумите, прочитаме дека се апсени и други диви копачи на криптовалути. Сомневањата, информациите се дека тие машини се во собственост на коалициониот партнер на СДСМ, господинот Елвис Бајрам. Очигледно не бил единствен што краде струја во држава татко му на Зоран Заев, очигледно и семејството Бајрам краделе струја од ГТЦ на грб на честните дуќанџи, кои, замислете, изминативе година дена, година и пол две, погодени од корона кризата, влегоа во сериозни минуси. Очигледно голем дел од минусот за тие сметки е и токму поради копањето на овие криптовалути, кое што одело на нивни грб. Одговорност треба да сносат сите, и дивите копачи, и директорот на ГТЦ, и одборот на директори, председателот на одборот на директори на ГТЦ, и Оливер Спасовски, и сите останати инволвирани. Крадењето и криминалот со СДСМ стана секојдневие во Република Македонија. Благодарам.